Asnjë fëmijë nuk është lajmëruar e as nuk ka denoncuar ndonjë lloj shkelje të drejtave të fëmijëve. Të gjitha denoncimet në raportin e prezantuar nga ana e ambasadës së parë të fëmijëve me Gjashi janë denoncime nga ana e të rriturve, më shpesh prindërve, ndërsa në pjesën më të madhe kanë të bëjnë me problemet si varfëria e fëmijëve, dhuna në mes moshatarëve, si dhe problemet me të cilat fëmijët përballen përgjatë seancave të divorcit të prindërve të tyre. Nga me Gjashi janë të vendosur se përgjegjësia është e njëjtë e të gjitha institucioneve që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve. Bisedën me koordinatoren në ambasadën e parë të fëmijëve me Gjashi, Jodranka Trajkovska, e ka zhvilluar kolegja Verica Dimitrievska. Gospođo Trajkovska, во овој период се веќе, да кажам, во јавноста излезе извештај за 2019 година во делот на прекршување на правата на децата и користењето на таа SOS линија. Кои се, да кажеме, најголемите проблеми со кои што се соочуваат и се обраќаат до вас како прва детска амбасада во Оцелија? Да. Во претходнава година, извештајниот период се однесува од декември од претходната година до ноември 2019, меѓутоа го третираме како годишен извештај за 2019, со исклучок на декемврискиот месец. Беа регистрирани вкупно 113 случаи. Тоа не значи дека 113 јавувања сме имале, туку 113 предмети, да ги наречам. Со некои од нив сме се слушнале повеќе пати, повеќе од еднаш, зависно од случајот, дали требало ние да превземеме нешто или тие нешто да направат, па да се координираме. И пред да ги кажам бројките, би сакала само да кажам дека во што се состои услугата и како доаѓаат до нас. Значи, SOS не е само телефон, е цела услуга или сервис за деца и за младенци и подразбира и директно доаѓање, директни посети на луѓето кои што имаат проблем или сакаат да се информираат за прекршување на некое право или имаат некаква мака. Па многу често значи имаме и директни посети, имаме јавување на фиксниот административниот број 24653116, имаме обраќање преку имейл комуникација на SOS телефонот и неретко и преку Facebook, значи социјалните мрежи, потоа се преупатуваат, меѓутоа првиот контакт може да не биде таков. Ги земаме предвид сите овие начини на комуникација што како дошле до нас и за жал и оваа година како и минатата и во сите претходни, тука е некаде во првите 2-3 детската сиромаштија како најголем проблем со учество во вкупниот број на предмети со 25%, значи 1/4 е детска сиромаштија. Тие се најчесто случаи кои што директно се обратиле овде за барање на финансиска и материјална поддршка во облик на храна, на облека, на школски прибор за децата кои им се во училиште и најчесто се од ромска популација, а така кај што сме позиционирани сме навистина на дофат на релативно голем број на ромска популација. И води, тоа е на првото место. Следен проблем што се појави за прв пат во последниве години со 19% беше нарушување на правото на образование и се должи на случувањата во септември. Тоа веројатно се сеќавате заради одлуката на владата да се прогласи примањето на МРП вакцината заради епидемијата со морбили претходно во текот на годината да биде задолжителен. Меѓутоа имаше голем број деца кои што остана во наставно-образовниот систем заради непримената вакцина. Ставот останува ист на Медјаши дека ниту едно право нема примат на некое друго право. Сите права се подеднакво важни, дека државата треба да најде алтернативни начини како да не го прекрши, да го овозможи уживањето на ова право и за оние деца кои што без да навлегуваме во правото на избор, дали е тоа добро, нити сме стручни, нити ни е тоа целта.
Следен проблем со 11% од случаите е прекршување на правото на дете или деца на родители кои што се во бракоразводна постапка или се веќе разведени, правото на видување со едниот од родителите, не само со родителите, туку и со поширокото семејство, баба, дедо и така натаму, што исто е едно од основните права. Следно се две како подгрупи на насилство. Следно е семејното насилство и последно е врсничкото насилство. Ако ги собереме овие две, доаѓаме до процентот 14%, што ќе го издигне насилството како проблем без разлика во која средина се случува на трето место. Оно што го ставаме е тоа дека фокус се децата. Така е. Колку децата се слободни во нашето општество да дојдат, да се обратат, да побараат помош за решавање на било кој проблем со кој што тие се соочуваат. Или пак најчесто нивните блиски или родителите се обраќаат до вас. Така е. Повеќе се веројатно фактори што влијаат. Оваа година немавме директни јавувања од деца, ниту пак обраќања да дојдат кај нас. Единствено во периодот од септември до крај на ноември па и почеток на декември примевме некаде околу 500, сега не ја знам точната бројка, на деца од прво до трето деление од повеќе основни училишта. Во тој период ги учат правата на децата, дури мислам дека во учебниците го спомнуваат СОС телефонот како една алатка преку која можат да се информираат. И во таквите средби, бидејќи низ игровни активности, низ разговори им кажуваме, некојаш може да демонстрираме како тој разговор изгледа, знаат да кажат, значи ги потекнуваме дали виделе, не знам, дете на улица што проси или некој да се задева меѓу себе или нешто уште пострашно, зашто би пријавиле. Значи, кога се тука и кога се во таква една, да речам, едукативна средина, и тоа како си кажуваат на се што биле сведоци, меѓутоа тоа е превентивна, едукативна активност, не е активност на СОС телефонот, или да речеме во превентивниот дел на СОС телефонот. Зошто не се, може би работното време, може би фиксниот телефон, може би недоволната информираност, може би преголемото, мислам, повеќе фактори се, може би затоа што родителите се повеќе земаме дел од обврските, она што јас сум го правела сама, сега не им дозволувам да го прават на децата, па јас го правам за нив, па затоа дојавите се преку родителите, преку баба, преку дедо, преку сме добили и дојави од анонимни, односно од обичен граѓанин кој што посведочил нешто, па пријавил сосед и така натаму. Значи, повеќе се возрастните. Кој е најспецифичниот и неформален случај кој што би го издвоиле, а дете го соопштило како проблем и се обратиле до вас? Неформално, не мора преку телефонската линија. Мислите во овие средби што сме ги... Да. Па добро, ние поминуваме 20 до 30 минути со децата. Тоа се најчесто трето деленци. Не може нешто многу значено да споделат, обично споделуваат, вообичаени, јас му реков, тој не ми даде, па се скарале, па тука разговараме што прават тогаш, кога тоа ќе се случи, како го решаваат проблемот, дали се обраќаат до наставничката. Редовно им раскажуваме една приказка во која што, еве како овде што пишува, изборовите повредуваат, дека и навредата е насилство. И тоа што ќе го лошиот збор кој ќе му го кажеш некому остава трага неубава, која што еве велам јас како се паметам како дете кога некој нешто ми рекол, сум носела ночеро дете па ме викале цвикерашка, се уште ми одзвонува, за да станат свесни дека и кога тие се чувствуваат повредено од таков збор, дека и другиот ако тие му го кажат тој збор, слично се чувствува како нив. На некои поспецифични, не ни очекувам во така групна атмосфера да споделат деца. Може би да има жртви на некакво си насилство, ма обично жртвите тешко, посебно јавно, можат да проговорат за тоа. Така што се што ни спомнале било по очекувано, вообичаено, да речам.
Она што е пример во развиените европски земји е тоа дека влегува во делот на образовниот процес, односно од најрана возраст децата ги учат на собствените права и подоцна тие така и пристапуваат кон собствените родители, што се уште е чудно за нас, барем во овие простори. Родителите во јавни простори немаат право да нити физички да го опоменат собственото дете, што кај нас е пак редовна пракса. Докаде сме со тоа колку во самото образование, во сите тие реформи кои што треба да се случат во образованието, треба да ги учиме децата кои се нивните права, но и преку какви механизми со истите да се соочуваат понатаму, затоа што често знаеме дека правото може да биде злоупотребено и да биде ставено во друг контекст. Така. Ќе ви одговорам на прашањето, со ова последно ме подсетивте кога доаѓаат овде, значи прво имаат работилница за нивните права, да научат да разликуваат што е потреба, што е право и што е нешто без што не можеш да живееш. Меѓутоа и кои се одговорностите? Значи да, имам право на игра, но за да можам да си го остварам тоа право, треба и да се грижам за собствените играчки, за да можам и утре да си го остварам тоа право. На тој начин им го доближуваме. Во однос на образовниот систем, по мене образовниот систем е само една од алките во синџирот за да можеме да изградиме ненасилно општество, да речем. И гледано, како да кажем, гледано од аспект на имање наставни содржини, часови имаат, значи се учи. Второ и трето месечино одделение ги учат правата, веројатно изборуваат и за тоа кои им се одговорностите дома, кои со тоа поврзани права, но сметам дека треба сите, ама кога велам сите возрастни, ние сме моделот на однесување во сообраќајот, во чекање ред, во сите дела од општествениот живот на кои што децата се сведоци. Ако ние ги учиме на едно, а тие гледаат нешто друго во реалноста, како прават возрастните, тогаш ги водиме во забуна, да не знаат ова е сега така или ова е така. Значи, ако јас како родител го воспитувам детето ненасилно да се однесува, да ги решава работите на мирен начин, да помага и така натаму, да ги почитува правата на другите исто како што ќе бара да ги почитуваат неговите права, тоа треба да биде понатаму поддржано со истите мерки. И кога ќе оди на доктор, и кога ќе оди во училиште, и кога ќе чека ред за да си купи нешто на голем одмор и така натаму. Значи, ние треба секој од нас, како и во улога на мајка, и во улога на тетка, и во улога на координатор на СОС телефонот, значи кај да сум, да бидам свесна дека ако сакам да направам промена, прво треба да се станам свесна што јас грешам, како тоа го манифестирам во однесувањето и како тоа влие на детето или децата што се околу мене, без разлика дали е мое дете лично или се деца на улица или некој што ги знам. Така што сите здружено треба да действуваме. Токму така, ние живееме во општество каде што имаме сериозен процент на деца кои што живеат во детска сиромаштија. Тука не станува збор за насилство, туку станува збор за едноставно дете родено во такво семејство, во такво обкружување. Кои се механизмите ете тоа дете да научи како треба да влезе во самиот систем на државата и истото утре да побара работа со оглед на реалната слика која што ни е прикажана барем во нашата земја. Многу убаво поентиравте за сиромаштијата. Затоа што сиромаштијата е една од факторите која што може да придонесе кон развој, настанување и ескалирање на насилство. Не сиромаштијата сама по себе, туку што таа носи. Што носи сиромаштијата? Носи помали можности за образование, носи помали можности за било каков развој или достапност на се она што на останатите деца им е достапно. Значи, тие деца не се свесни за можностите кои што постојат и кои што би требало да им следуваат. Обично
местата во кои што живеат се пренаселени, што како ситуација создава предуслов за појава на агресија, па што води кон поголемо насилство или немање понатаму, ако одиме како растат за наоѓање на легитимни начини на заработување, нив им се, заради тоа што претходно било се скратено, и тука им се ограничени, така што како да се под наводници натерани да изберат некој начин кој што моментално го решава екзистенцијалниот проблем, ама создава па други проблеми. Како, значи, она што прво правиме, ако се вон система, значи не се регистрирани децата, не се пријавени во агенција за вработување, прво тоа им помагаме да, ако не е средено, ги упатуваме на тој начин, ако сакаат да ги користат придобивките на системот, мора да станат видливи за системот, мора да се во системот. Понатаму е на системот како има разни механизми на кој начин да се интегрираат и да им се дадат повеќе можности затоа што ги немаат во условите во кои што живеат. До пред година дена, до пред појавата на епидемијата со морбили, со години во Меѓаш има функционирано дневен центар токму за овие деца кои што се во образовниот систем, на кого им се дава, се описменуваат во рамки на можностите им се развиваат нивни други потенцијали, значи им се отвараат видиците и секогаш кога тоа можно се упатуваат или им се дава можности да влезат во некое системско решение, да речем. Ама ние и добро е што Меѓаш и тоа го правел, ама тоа е само еден сегмент од системот што го чиниме. И верувам дека постојат и многу други, Црвен крст сигурно они потикнуваат например развој развој на волонтерството и Меѓаш исто го прави тоа помеѓу младата популација средношколска посебно. Има многу механизми, само ни треба волја да седнеме, да се договориме и да бидеме доследни на оно што ќе се договориме и да го спроведуваме. Доста честа појава е меѓуврсничкото насилство, посебно во склоп на самите образовни училишта, и тоа по различна основа. Некогаш имаме по национална и така натаму, и тука е уделот на медиуми да си го прави своето. Но впечатокот е сега малку поразличен, затоа што имаме социјални мрежи, каде што и самите родители комуницираат со наставниците и професорите, и тука едноставно се губи и добиваме впечаток дека се губи контрола врз самите деца. Се договараат за изостанување од настава и така натаму, и сето тоа некако води во еден друг колосек. Имам впечаток дека возрастните не си ја завршиле доволно добро работата, со цел да им укажат на децата дека насилството води кон насилство. Предпоставувам како детска амбасада до сега сте се соочиле со многу случаи каде што децата поради без разлика која причина се пренатрупани со предрасуди, дискриминација и едноставно цел тој револт го изразуваат со физичко па и психичко наследство. Да. Точно. Мислам, баш убаво кажавте, сите сме чинители, сите. Со се што правиме или не правиме, придонесуваме. А во однос на меѓуврсничкото насилство, веќе 10 години постои програмата за мировно образование што ја води Меѓаши. Да речам, поголемиот фокус е на јакнење на капацитетите на наставниот кадар, затоа што преку наставниот кадар се стигнува до учениците. Ако ние има тенденција на пораст, на спонтан пораст од самите училишта да се вклучуваат се поголем број, меѓутоа се работи и со децата. Сега, минатата недела во вторник имаше форум театар во кинотека. Оваа недела во понеделникот истите представи беа во Велес. Форум театарот е одлична алатка за обработување на темата меѓуврсничко насилство заедно со децата. Само накратко, ако има простор, би кажала што всушност се состои. Форум театар е театар, значи има представа, има кратка етида,
Меѓутоа не поинаква е улогата на публиката и зошто постои театарот е сосема поинаква целта. Е ангажиран театар кој што активно вклучува публиката во решавање на некаков проблем. Темата беше меѓуврсничко насилство на овие што ги споменав две представи. Представите се од средношколци направено, представите беа направени од средношколци од 3 училишта средни, Никола Карев, Шаип Јусов од Скопје и гимназијата Кочерацин од Велес. Значи имаат претходна подготовка со тренери, со обучувач кој што и во текот на представата ги води како модератор на дискусијата. Се изведува пред врсници. Проблемот е представен во моментот на случување на врсничко насилство, дали е вербално или друго. Се идентификуваат заедно, значи ги води модераторот и е неверојатна колку паметна младина имаме, колку многу убави работи може да каже кога ќе се даде прилика да каже и кога ќе се даде можност нешто да измени во ситуацијата. Значи, прво се идентификуваат кои се улогите, кој е жртва, кој е насилник, кои се сведоци на, тоа се трите, да речем, главни улоги во чинот на насилство, и имаат можност не да кажуваат, туку да станат, да дојдат на сцена во било која од овие улоги и што тие поразлично би направиле. Што би направиле ако најчесто барем овде во Скопје, да се дел од пасивната публика и во неколкуте примери, па дури и беше и во улога, ама и професорката што беше представена во представата беше во пасивен, да речем, пасивна публика, какви промени се предизвикуваат. Ете, тоа е еден убав начин да се работи, затоа што се разговара. Па може да се посредно преку гледање, кога ќе се види од надвор, нели, раскажуваш филм, не се однесува на теме, малку по-отворено и по-креативно се размислува и действува. И може и некои од изјавите на учениците беа дека ми е сменет ставот и сега, ако и биле пасивен учесник во нешто, сега знаат што поинаку да направат. И секоја промена почнува со мал чекор. Не може нешто што е траело со години или што се уште трае вака како наше обкружување, на повеќе полиња да очекуваме дека ќе настане некоја револуција и пресврт. Меѓутоа, токму така, кои би ги извлечиле како најважни заклучоци од овој извештај и што би била пораката до останатите институции, вклучувајќи го и Народниот правобранител и пратениците во парламентот, во кои сегменти треба да се издействува и која би била пораката и главните заклучоци? Главна порака е дека координацијата, соработката меѓу сите што сме на некој начин поврзани директно или индиректно со деца е клучна. Договарање заедничко и постапување секој во својата област. Дали некој ќе биде во интервенција или ќе биде во превенција, кој што ќе прави во превенција, сите имаме некакви вештини. Не верувам дека само еден е носител на одговорност. Сите сме носители, инаку и тоа е дел од извештајот за ние остваруваме соработка со институции зашто мораме да оствараме, зашто е неминовно да се оствари соработка. Така што за јакнување на таа соработка можеби наше поголемо отворање кон популацијата за која што сме за директно да ни се обрата, дали преку директни посети, организирање со нив активности за да отвориме и други канали, правевме истражување на кој начин да стигнеме поблиску до од наша страна проактивен став кон и да бидеме достапни кон други етнички заедници, затоа што 74% од јавувачите се од македонска етничка припадност, за другите сме, можеби треба да ангажираме и оператори што ќе работат на телефонот, кои што ги говорат другите јазици, или да најдеме поинакви начини. Значи, соработка со сите, да не заборавиме дека на сите фокусот, односно интересот ни е детето, за сите ние действуваме заради најдобриот интерес на детето, да не се гледаме како спротивставени страни, напротив, сите сме на иста маса, витези на една маса и само со меѓусебно слушање и поддршка и споделување на активностите или одговорностите, да ги речем, можеме да дојдеме до позитивна промена. И
да не го повторувам истото, да сме посвесни ние возрастните како модел на однесување за децата. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас вам.